Јас се вакцинирав пред 8 недели. Првични информации беа дека треба после 6 недели да се вакцинираме, после рекоа дека 12 и сега очекувам да ме повикаат за ревакцинација. Иначе, вакцината според мене е солидна, немав никакви сайд ефекти, немав никакви компликации здравствени. Едино што малку мускулот ме болеше вечерта и толку. Сопругата се вакцинира со Pfizer истиот ден, а и да имавме можности, мене ми беше седно, пошто верувам и во двете вакцини, поготово во институтите кои ги пронајдоа. И самиот податок што Pfizer не се произведува само во Британија, дека компонентите се земаат во Белгија, во Холандија, во Германија, во Ција, така да она малце гужва што ја створи Европска унија околу Pfizer, а после се извини, а мислам дека беше непотребна, че спасеше доста и животи, пошто во меѓувреме за таа недела починаа луѓе. И сега вакцинацијата оди неверојатно добро, многу е организирано, ние добиваме информации од NHS, од здравствениот систем што има специјални организирани, али им требаше доста време да се снајдат. Мислам дека беа сите затечени. Што ве натера вас да се вакцинирате? Па, да ви кажам искрено, не размислувавме да или не. Ние се вакциниравме овде од скоро повеќе од 20 на години, секоја сезона од грип. И таа вакцина ја примавме на сугестија на доктори. Имаме и пријатели кои се доктори овде, врвни стручњаци. И немав двоумење дали треба да се вакцинираме или не. Прво, за да се заштитиме не само себе, него и нашите членови на семејство, децата, внуците и, да кажам, пријателите, комшиите, средината околу нас. Значи, ова е заедничка несреќа, светска, и ние сите заедно треба да се погрижиме да се заштитиме. А иначе имаше ме прашува комши кои беа во недоумица што е ако нешто се деси, па викам види за некоја случајност сопругата прими Pfizer, ја примив AstraZeneca. Па сега кој има среќа ќе преживе. Не се двоиме затоа што ако веќе нешто се случеше, да се испита од хуман аспект, подобро ние по старите генерации 65, 68, 70 и нагоре да се жртвуваме, да кажам условно, од хумани причини, па да останат помладите ако вакцината се открие дека не е во ред или има некои последици несакани. Си има случаи кај што еве мои пријатели беа ден или два болни, да кажам, со висока температура и тречење на нос или малку каштање, али помина тие симптоми и они се сега релативно во прва фаза безбедни. Каква е состојбата во моментов во Англија, во Лондон, каде што сте вие, бидејќи не така одамна системот беше речиси пред колапс и со бројките на хоспитализирани, на заболени и на починати? Не верам дека постои земја у свет која била спремна да прими, например, 200.000 или пола милион пациенти или дури и 10.000. И овде се трансформираа повеќе клиники. Во некои области во Британија дури се земаат и хотелски капацитети за да се сместат пациенти, се адаптираат. Иначе хотелите се забранети. Ние сме се уште официјално во локдаун. Велс еве од денес малце ги релаксира овие услови за заштита со тоа што дозволи патување внатре само во Велс. И сега се поставува прашањето дали ќе се воведат сертификати. Сигурен сум дека ќе се воведат сертификати за вакцинација. Јас добив сертификат кога патував во Малезија. Дира во човекови права и слободи. Али еве и сега овие што се немири и штрајкови што беа и доста и брутални во некои земји и области, задираат точно во човековите слобода, али ние немаме право на одлучување доколку е на штета на другите. Значи ова ние сите одлучуваме сами за себе и треба да веруваме. Јас верувам во здравствениот систем и овде и секаде. Не верувам дека и кај нас во Македонија има доктори, тие што ги знам и од мои генерации и помладите, не верувам дека има некој што сака да ги уништи пациентите. На вашето искуство, што велите вие? Треба да се вакцинираат граѓаните или? Апсолутно. Нема двојба кај мене. Јас кажав, не се двоумам и сите мои пријатели што се вакцинираа, вакцинацијата овде иде феноменално. Вчера, ако не се лажам некоја бројка, беа вакцинирани преку 860.000 луѓе во еден ден, затоа што добре, овде друг е капацитетот и нормално, секој си води сметка за своите. Тоа тука нема и овде има протекционизам исто.